правиме демо, ова е првото демо, како изгледа тест порталот. Ова е адресата, значи таа ќе си ја добиете. Како што кажав, интерфейсот повеќе или помалку е ист, како за другите сервиси на УЈП. Овде, ова што е e-фактура тест, подразбира дека ние сега ќе се најавиме на оној сервер, ако ви текнува, што ви кажа дека е посебен во делот на нивната e-фактура систем. Ако се во живо ова тест ќе го нема. И ако може да видите ова имейл адреса, не имейл адреса, веб адреса e-faktura.test.uep.gov.mk. Во живо најверојатно ќе биде e-faktura.uep.gov.mk. Така што и по тоа се разликува. Зашто го кажувам? Затоа што кога ќе постои и во живо и во тест, ќе треба некако да видите кај ќе тестирате и кај во живо ќе праќате. А може би како фирма ќе треба да одлучите да кажете во моментот кој почне со живо, тест да го згаснете за да не настанат одредени грешки кај самите вработи. Инаку најавувањето сега го правам со моја имейл адреса, ќе видиме подосна во друга демо сесија кој мене ме овластил да може да имам одредени привилегии во e-фактура тест. Значи се најавува. И ако може да видите сега за сега има испратени документи. Овде треба да внимавате не да ви дава ништо, ама зашто? Затоа што гледа од 9.4. до 16.4. Ние пошто правевме фактури со постари датуми и не ни ги даваше податоците, ама некако научени од други системи дека барем ќе ти даја од некој датум, а не само за недела дена, ја ќе му избереме од 1. јануар. До сега се надевам имаме фактури, да, еве ги фактурите. Значи, ова е рачно гледање на испратени документи. Имам e-фактура, еве го бројчето, вака изгледа тоа бројче. Има, да речеме, како низа од 5. Ова ID бројче е стандардизирано како формат, али е единствено на ниво на свет. Значи имате прв број, втор број, трет, четврт, 5 броеви има. Имате датум на документ, даночниот број на купувач, така и вкупен износ, вкупен ДДВ и кој е креаторот и статус. Ако сакате тука може да си отворите и да добиете PDF на фактурата. Во PDF на фактурата ова е дел од прашањето половично да го одговорам на Дејан, кои податоци ги има. Гледате, имате тип, број, датуми, неколку, имате забелешка, референтни документи ако се ставени, кај продавач имате повеќе информации, даночен број, кај продавач, кај купувач исто така, па еве ги линиите, ако е една линија, гледате имате шифра, код, ова не е задолжително, описот е задолжителен, количина, парче, ова е задолжително, имате даночен индикатор задолжително и потоа имате даночен рекапитулар. И на крај тоталите. Значи, на некој начин фактурата се состои од 5-6 делови. Едниот дел е ова заглавието, другиот дел е продавачот, трет дел е купувачот, четврт дел е линиите, пети дел е ова што е ДДВ рекапитулар и тоталите. Еве го ова што е, да речам, како се вика, QR кодот, и тој што има нели со мобилен, ако го скенирате, ќе го однесе на фактурата. И еве го и EUID бројот. Тоа значи дека јас, ако имам профил како физичко лице, ако видам дека имам примени документи, кога ќе кликнам, ќе добиам фактурата со износите кои што добавувачот мој ми ги прати. Уште нешто да покажеме. Се овде има акции, веројатно е ова stornирање, ама мислам не им работи. Да. Еве како се прави stornирање, значи кликнувам и не е достапна во тест фазата. Може stornирањето да го прави самиот добавач, самата компанија. Видела дека направила грешка и сега вика чек, јас ќе stornирам. Они еве имаат опција да може тука се stornира и има во API-то, се уште не е пуштено, да може вие да пратите, како што праќате фактура, да пратите и кредитно одобрение, кое што ќе ја поништи, да речам, ќе поништи претходната фактура. Овие се све пробни фактури,
не мора да значи, не мора да значи не се точни. Еве ги како што има испратени фактури, има примени фактури, колку што ни е познато, барем никој не ни кажал дека ни пратил фактура, еве за секој случај, значи ќе видам од 1.10 до 16.4 немаме фактура примена. И имате уште едно како алатка е, бидејќи даночниот број, да, сега ќе ви дадам за збор Ивана, само да докажам, потребно е, тоа е една од работите кои што треба во подготвителна фаза да направите задолжително е од сите ваши купувачи, па и добувачи да го земете даночниот број. Бидејќи без даночниот број, вие нема да може да праќате фактури. Значи, даночниот број не е МК и нешто понатаму, него даночниот број е баш даночниот број без тоа МК. Бидејќи даночниот број кај физичките лица е матичниот број. А имате даночен број кај фирми, трговци, поединци што не се ДДВ обврзници, те имаат даночен број, немаат ДДВ број. Така што треба да го земете даночниот број на фирмите. Инаку нема да може да користите системот на УЈП.